Голема е тајната на благочестието. Бог се јави во тело. Празникот Рождество Христово. Првото ветување за раѓањето на Спасителот им било дадено уште во рајот на Адам и Ева, кога тие сгрешиле и се лишиле од благодатната врска со својот Творец. За утеха на првите луѓе, Господ им открил дека ќе дојде ден кога породот на жената ќе ја сотре главата на змијата. Очекувањето на Спасителот како црвена нишка се провлекува низ целиот старозаветен период. Господ повеќе пати им откривал на своите угодници, на старозаветните пророци, за времето, местото и околностите на Рождеството Христово. Преку патриархот Јаков и пророкот Даниил, Господ го открил времето на Христовото доаѓање. Од пророштвата на Михеј, израилците дознале дека Спасителот ќе се роди во градот на цар Давид, во Витлеем. На пророкот Исаија му било откриено дека Месијата ќе се роди на чудесен начин, од девојка. И ете, на крајот ветувањето се исполнило. Но наспроти сите пророштва и наспроти сето величие на она што се случило во ноќта на Рождеството Христово, тој настан останал речиси незабележан од јудејците. Само по себе воплотувањето на Бог е несфатливо за човечкиот ум. Но уште повеќе неразбирлива е онаа длабочина на смирението што ја покажал Христос. Тој се родил зиме, во студена пештера. Го ставиле во јасли за хранење животни, а наскоро по раѓањето, тој со Богомајката и со праведниот Јосиф требало да тргнат на тешко и опасно патување во Египет, бидејќи не го сакал да го убие цар Ирод. Јудеите не го познале знакот на времето, но христијаните уште од првите векови почнале особено свечено да го празнуваат тој голем ден, кој станал почеток на новата ера во историјата на човештвото. Прво, празникот во чест на Рождеството Христово бил споен со споменот на излегувањето на Спасителот за проповедање на Евангелието. Рождеството и крштението на Спасителот биле денови на неговото појавување во светот, па затоа празникот се викал Епифанија, што во превод од грчки значи појавување. Почнувајќи од 4 век, прво на запад, а потоа и на исток, Рождеството почнуваат да го празнуваат неколку денови пред празникот Крштение. Сепак, до денес меѓу овие два празника се запазува тесна врска. Периодот од Рождеството до Крштението се нарекува Свети денови. Црквата за празнување на Рождеството Христово го определила 25 декември по стариот стил, 7 јануари по новиот. Овој ден не бил избран случајно. Се работи за тоа дека, следејќи го описот од Евангелието, може прилично точно да се определи денот на благовештението на Пресвета Богородица. Денот кога со дејството на Светиот Дух Пречистата Дева го зачнала Богомладенецот Христос. Тој чудесен настан се празнува на 25 март по стар стил, 7 април по нов.
И сосема природно е да се претпостави дека рождеството Христово се случило 9 месеци по денот Благовештение, тоест на 25 декември. Но празнувањето на рождеството при крајот на декември има уште и символичко значење, бидејќи христијанскиот празник речиси се совпаѓа со денот на зимскиот солстиција, кога денот почнува да се зголемува. И како овде да не се подсетиме на зборовите од Спасителот: Јас сум светлината на светот, кој ме следи мене, тој нема да оди во темнина, туку ќе ја има светлината на животот. Во богослужбените текстови посветени на рождеството, Христос се нарекува сонце на правдата. Светите песнописци, кои ги составиле богослужбените текстови за празникот, ги исполниле со особена длабочина и топлина. Слушнете какви трогателни зборови тие искажале од името на пречистата Богомајка. Сине мој, како ќе те носам тебе, кого небесниот престол го држи во пламен? Сине мој, како во безсловесни јасли ќе те положам тебе, кој ги избавува сите од гревовната безсловесност? Сладко мое дете, како те држам тебе, кој го држиш целиот свет? Поетскиот јазик е најсоодветен за искажување на таинственото, па затоа божикната служба остава толку силен впечаток во душата на секој христијанин. На празникот Рождество му претходи 40-дневен божикен пост. Уште во 5 век светителот Лав Велики овој пост го нарекува древна установа. Минувајќи го поприштето на божикниот пост, се трудиме да ги очистиме своите души за достојно да го пресретнеме Богомладенецот Христос и како мудреците да му принесеме дарови, нашите добри дела. Во тоа трепетно очекување на рождеството Христово, ние сме слични на старозаветното човештво. Ете зошто во божикниот пост се установени посебни денови за спомнување на старозаветните праведници. Недела на светите праотци и недела на светите отци. Раѓањето во светот на Господ наш Исус Христос, според своето значење, може да се спореди со создавањето на првиот човек Адам. Адам станал татко на целото човештво. Христос станал родоначелник на новото, благодатно човештво. И затоа светите отци него го нарекуваат втор Адам. Но преку првиот Адам сите ние се соединивме со смртта, а вториот Адам, Христос, за нас стана извор на животот, бидејќи во него неразделно и нераздвојно се соединија божеството и човештвото. Зашто заради нас се роди дете младо пред вечниот Бог. Рождество Твое, Христе Боже наш, восија мирови свет разума, в небо звезда служащи, звездою учахуся, Тебе кланяти ся сонцу правди, и Тебе ведети с висоти востока, Господи, слава Тебе.
Добро вечер, почитувани гледачи, добродојдовте во уште едно празнично издание на Гласот на народот, кој го реализирам токму на Бадник, 2014 лето Господово. Моје задоволство и чест и секој случај што вечерва заедно сме со владиката Петар, митрополит Преспанско-Пелагонински и администратор Австралиско-Новозеландски. Владико, за многу години благословите. За многу години нека ни е празникот кој ни престои Божик. Првото прашање што сакам да го поставам, а секако во функција на денешниот христијански празник, тоа е Бадник, спроти големиот христијански празник Рождество Христово. Која е тајната на празникот Рождество Христово? Каква е смислата на раѓањето на Христово за човештвото општо? Тајната на празникот е всушност воплотувањето на Бога Словото, второто лице на Светата Троица, Синот Божи. Што значи Бог, според учењето на нашата Света Црква, според оно што ни го соопштил самиот Христос, Богочовекот, е еден по својата природа, по својата суштина, но неговото пројавување во светот е во три лица: Отец, Син и Свети Дух. Може добро знаеме дека Бог, Троичниот, е создател на се што постои, на невидливиот и видливиот свет. Под невидлив свет подразбираме духовен свет, ангелски свет, а под видлив свет подразбираме пред се човекот како психофизичко суштество, кој е создаден од тело и од душа, бидејќи читаме во Светото писмо, кога го создал Адама, Господ му дунал дух животен во носот и се вели постана Адам душа жива. Што значи создавањето на човекот е од преголема љубов кон човекот кој е создаден од Бога, да биде владетел или цар на се што е создадено на земјата, и токму поради тоа е создаден како и ангелите што биле создадени по Божиот образ, по Божиот лик. А тоа значи дека поседува човекот душа. Душата е всушност ликот Божи, која има и три дела: ум, разум и волја. И тие три дела на душата на некој начин кореспондираат на трите лица на Светата Троица, Отецот, Синот и Светиот Дух. И исто така е создаден човекот од Бога, покрај тоа што е создаден по Божи образ, по Божи лик, е создаден и по подобие. А подобието всушност е моќ дадена од Бога или дадено на човекот да се усовршува до Божиото совршенство, да биде подобен на Бога, ама не по својата сила, по својата моќ, туку по благодата Божја, која е несоздадена енергија. И таа несоздадена енергија, благодата Божја, е она преку која ние го гледаме Бога или го созерцаваме, го согледуваме Бога. Таа благодат Божја е она сила, несоздадена енергија, несоздадена, преку која ние и го љубиме Бога, и таа енергија е или сила Божја преку која ние и мислиме на Бога или постојано на Бога се надеваме и во Бога мислиме и кон Бога се обраќаме со искрена љубов и така натаму. Зашто самиот Господ Исус Христос рекол: бидете совршени како што е совршен вашиот Отец Небесен, што значи начинот на кој ние успеваме да постанеме деца Божји, синови Божји, и тоа не по
својата моќ и способност, туку стануваме Божи синови по благодата Божја и на тој начин постануваме ние посиновени. Значи, токму тајната на овој празник, на Божик, е ние да станеме синови Божи, бидејќи со првородниот грев на нашите прародители Адам и Ева, ние сме отпаднале од Бога. Човечката природа која била дадена на човекот да се усовршува, ама само со благодата Божја и само во единство со Бога или во општење со Бога, во заедничарење со Бога, загубена била, па за тоа да се постигне, ние да не бидеме одделени од Бога, Бог токму поради тоа станува човек. И ете, оној кој пред тоа е Бог, не останувајќи и понатаму, односно останувајќи и понатаму да биде Бог, станал нешто што не е човек. Што значи сега со воплотувањето, примањето на тело на Синот Божи, Господ Исус Христос постанува покрај тоа што е Бог и човек. Што значи две природи има во Христа, Исуса, Божја природа, има и човечка природа. Дури ние во една стихира на воскресните служби, во неделите што ја пееме, тоа е всушност догматикот на третиот глас, таму велиме дека како да не ти се восхитуваме се света, се мисли на Пресвета Богородица, која си го родила во тело Синот Божи, без маж, оној кој превечно се раѓа од Отецот без мајка. Така. Што значи? Христос се раѓа од Пресвета Богородица без маж, на надприроден начин, а истиот тој Син Божи, Христос нашиот Спасител, како Бог, превечно се раѓа од Отецот. И токму тајната, пак, како што рековме на овој празник, е воплотувањето или примањето на тело, примањето на човечка природа на Господа наш Исус Христос. Зашто Господ се вели дека во се изедначил со нас луѓето за самиот тој да пострада на крст, да биде распнат, да ја пролее својата света крв и на тој начин нас да не ослободи од гревот и смртта и повторно да не врати во заедница, во единство со Бога. И токму ова нешто е она што треба да биде постојано присутно кај сите наши верници, православни, ако сакаме правилно да го отпразнуваме празникот кој ни доаѓа, Божик, бидејќи суштината, рековме, на празникот е тајната на воплотувањето, на примањето на тело, примањето на човечка природа на Господа наш Исус Христа. А она што пак за жал се случува кај нас православните, па дури во нашата света црква, да се стави акцентот на дрвото бадниково, а не на Божик, односно на бадник, тоа не е во ред, бидејќи испаѓа тоа, може би е груба споредбата, но секако дека е тука некаде близу, имено како ние да сметаме дека смоквата е родена за да има лисија и да изгледа убаво, или некој под неа да се одмора, а не дека е таа насадена или од Бога дадена за да даде плод и тој плод да послужи за храна на луѓето. Зашто и самиот Господ Исус Христос, кога пристапил кон смоквата и кога видел дека на неа нема плод, тогаш ја проколнал и таа се исушила. Бидејќи и ние, ако не водиме строго сметка, да ги празнуваме правилно празниците, да го посочиме она што е суштествено или цел на празникот, да го нагласиме
раѓањето во тело на Господа Исуса Христа, а не да кажуваме дека бадникот е суштината на ова празнување. Бадникот или бдеењето е всушност на некој начин подготовката за дочек на големиот празник, на раѓањето на Христа, нашиот Спасител. И никако не смееме да дозволиме, а за жал подсвесно можеби или по некоја друга инерција дозволуваме бадникот да стане суштината на нашето празнување, а не Божик, кој е најбитното нешто за нас, празнувајќи го овој голем и спасоносен празник. Например, ви благодарам што ни возможивте и како проект Гласот на народот да ни помогнете да реализираме ова ексклузивна емисија во секој случај, да кажам, досега воопшто во наша независна Македонија, од ваков тип на емисии, во каде што замоливме да ни помогнете, асистирате да ги поканиме хорот на црквата Пресвета Богородица од Битола, која, да бидам искрен, несебично дава поддршка да се реализира заедно со вас во прекрасно издание. Најнапред имавме можност да го слушнеме и тропарот и кондакот на Рождество Христово, кој заедно сите хористи настапија, како пред нашиот разговор, но дозволете ми да го најавам и братот Игор Гулевски со соло настап. Можеме да го представиме. Sozampanijem.
se povivam vom pelenim kako detem. Bog, oj, početok pod suzbor je utvrdi nebesata. Vojasni se položu vam onoj kojim dadema nam opustinata se hrani so mleko od grandite nam negovatam majkam doženec od nad crkvatam i povikovam modrecite divnitem darovim je primam sinotna deva se poklonuvame na tvojetom rađanjem Hristem se poklonuvame nam tvojetom rađanjem Hristem poklonuvame na tvojeto rađanjem Hristem pokažim njegov tvojeto
божественном Еве, после овој прекрасен настап на братот Игор Гулевски, ваше велико правосвещенство го дочекавме Божик со вашата епархија и како најдостојно да се дочека раѓањето на Богомладенецот. Па најдостојно дочекување на Богомладенецот, како што веќе и во ведниот збор што го кажавме на оваа емисија, е пред се подготвени да пристапиме кон пречекувањето на овој празник. Подготовките што ги имавме, целиот овој Божикен пост се состоја во подвизи, во пост пред се духовен, а исто така и телесен пост. Постот го правиме за да ги очистиме нашите души, а очиствањето на нашите души доаѓа преку покајанието. А покајанието доаѓа од грчкиот збор метаноја, што значи промена на животот, промена на однесувањето, односно промена на умот, живење од несвето кон свето, од недостојно кон достојно, од нечесно кон честно. Тоа е начинот на подготовката во текот на целиот овој пост. И особено да укажеме на суштината на духовниот пост, а тоа е, меѓу другото, да се ослободиме од сите гревови, особено од големите смртни гревови, како што е гордоста, која е мајка на сите гревови, сребролюбието, преку кое исто така многу други гревови се раѓаат, угодувањето на стомакот или чревоугодието, потоа нечестниот живот во смисла на блуд, прелюба, на клевети, на омраза, на исто така на завис кон луѓето, од кои исто така произлегуваат многу други гревови. Меѓу другото, исто така, во смртни гревови се вбројуваат и унинието, а унинието е безволност за живот и кога тоа ќе се соедини со тагата... Депресијата, можеме да речеме дека? Па депресијата е всушност или тагата е последица на гордоста кај луѓето, заради нешто што сме изгубиле, а сме го поставиле тоа нешто што сме го изгубиле на местото од Бога во нашиот ум. Депресијата е последица, се разбира, како гордост и на многу работи што ние сакаме да ги постигнеме, со нашата моќ и сила тоа не можеме да го направиме, бидејќи ние треба нашето постојање и нашиот живот и се што ни е дадено да го сватиме дека е од Бога дар и дека ништо не можеме да направиме сами од себе, зашто Господ рекол, ништо не можете да правите без мене. Значи, ништо добро луѓето не може да прават без Бога. Па така, значи, ние кога ќе ги исполниме обврските наши да се ослободиме од гревовите, па затоа и Христос дошол во овој свет, се воплотил. Дали отсутството на нехуманоста, помагањето за време на постот на сиромашните, посета на болните? Секако, тоа спаѓа во добродетелта која се именува милосрдие. Милосрдие. Или исто така може да се рече човеколюбие, зашто Господ укажал и на тие нешта дека ако, вели Господ Исус Христос, не нахраните еден од овие мои мали или значи гладен не нахраните, жеден не напоите, бос не обуете, необлечен не облечете и така натаму,
тогаш вели, мене не сте ми го направиле тоа, а ако тоа го направите на било кој од моите мали браќа, значи мене сте ми го направиле. Што значи, истовремено со постот одат и овие добродетели кои ги спомнавте вие, значи тука е зајакнување на нашата вера, потоа љубовта наша кон Бога И кон ближниот, како две совршени заповеди, врз кои почиваат или лежат и пророштвата и се што е кажано во законот Божи. И исто така, ние сме должни во тој контекст на нештата да правиме секакво добро дело, па бидејќи токму преку добрите дела ние и ја покажуваме нашата вера во Бога. Инаку, ако нема добри дела, тогаш верата наша е мртва. Суетна, но и е мртва, како што вели светиот апостол Јаков. Да, простете што ви пеќам во одговорот. Но како би дефинирале ако човекот има можност да му помогне на сиромавиот, изнемоштениот, а ја има таа моќ, ја има таа секаква потенција, да речам, материјална и се, и вели, јас сум во искушение, не можам тоа да го сторам. Како ги дефинирате? Дали е тоа грев? А секако дека е грев, тоа прво и основно треба да знаеме дека ние се што добиваме, секое богатство што го поседуваме, е од Бога дар. И ако ние така гледаме Себично само за себе, богатството, на имотот, како дар од Бога, тогаш треба да го користиме токму и во таа насока, зашто не е богатството пречка за спасението на луѓето. Имаме примери во Стариот Завет, праведниот Јов, многострадалниот Јов, кој бил еден од најбогатите луѓе во земјата Уз, се спасил иако бил толку богат, затоа што богатството го користел за да им помогне на сиромасите, на сираците, на вдовиците, наемниците и патниците, намерниците и патниците да ги прими во својот дом. Истото тоа го направил и светиот патриарх Аврам, кој пречекувајќи ги тројцата патници, кои всушност биле представниците на Светата Тројца, трите ангели, ја пречекла Светата Тројца, самиот Бог, затоа и иконата која се слика за Светата Тројца, како богословски, теолошки издржана е токму таа икона, каде што тројцата патници, односно трите ангели, ги представуваат Отецот, Синот и Светиот Дух, и токму заради тоа сакам да нагласам дека богатството може и треба да биде на некој начин можност за да се спасат душите и на сиромасите, и на гладните, и на необлечените, и на босите, и на сираците, и на вдовиците, и на сите. Значи, токму она што кажавте вие, треба да се послужиме со богатството, за да се ги спасиме и нашите души, и душите на оние кои имат потреба тоа. Да бидеме искрено евидентни се вашите активности како епархија, токму во делот на божичните пости, имајќи факт дека организиравте крштевки, телење на пакетчиња, коледарчиња пред Митропленската митрополија, што можеме да ги регистрираме и во ова година, нели? И во престојните години, значи имате еден континуитет на такви активности. На што се должи тоа? Ние сме должни на дело да покажеме дека празниците што ги празнуваме онака како што доликува. А тоа значи дека токму во тие денови на празнување треба да правиме според нашите можности добри дела, и тие добри дела да не бидат со цели намера да се покажеме пред луѓето, туку да ги омекнеме срцата на оние кои им се закоравени, да ги ублажиме раните на оние на кои им крварат, и исто така должноста наша е во текот на овие големи пости и во пречек на Христовото воскресение,
Христовото раѓање, должноста ни ние да покажеме дека љубовта што ја покажал Бог со примањето на тело, на човечка природа, треба да не поттикне да возвратиме и ние со иста љубов кон Бога. А Господ рекол дека ние Бога го сакаме само тогаш кога ги исполнуваме неговите заповеди. Христос рекол: моја мајка, мои браќа, мои сестри, мои пријатели се оние кои ги исполнуваат моите заповеди. Па еве токму тоа и ни го заповеда Господ Исус Христос со својот личен пример, кој од љубов дошол на овој свет и така се вели во Светото Писмо: толку го возлюби Бог својот свет, што го даде и својот единороден син, да секој што ќе верува во него да не погине, туку да има живот вечен. Ако Господ од љубов дојде во овој свет, и ние таа љубов да ја покажеме и кон Бога, но преку љубовта на ближниот. Оти Господ рекол: како можеш да го љубиш Бога кога не го гледаш, а не го љубиш ближниот кога го гледаш. Ние, значи, покажувајќи љубов кон ближните, односно правејќи им добри дела на ближните, практично покажуваме дека го љубиме и Бога. Во таа смисла и во генеалогијата на Христовото раѓање е токму тоа целта. Зашто таму се вели дека човекот е оној кој треба да се спаси, а спасението на човечкиот род дошло преку видните личности во Стариот Завет, кои по човечка линија се родил од тие самиот Господ Исус Христос по мајка, почнувајќи од Авраама па наваму, како што тоа говори во своето Евангелие, уште во првата глава, светиот апостол и евангелист Матеј, говорејќи по таа линија надолна, како дошло раѓањето на Господ Исуса Христа од престол Богородица, за светиот апостол Лука, писател на Светото Евангелие, да направи обратен редослед на генеалогијата на значајните личности преку кои дошол Господ Исус Христос, почнувајќи од Христа па на нас. Интересно е дека Христос не дошол само за еврејскиот народ, како што некои сакаат тоа да го прикажат, туку дошол за целиот човечки род. И не само за оние од минатото, туку и за нас од сегашноста, како и оние од иднината. И не само за еден народ, туку и за сите луѓе. А тоа дека и во генеалогијата на раѓањето на Христа се говори и за сите луѓе, преку тоа што не се таму во генеалогијата ставени само евреите, туку има и припадници на луѓе кои не припаѓаат на еврејскиот род, на богоизбраниот народ, но дури има и жени кои се споменуваат, како што е случајот со Тамара, со Рута, со Рахил, со Вирсавеја. И дури во тој контекст се говори и за личности кои се и грешни, како што е случајот со Тамара и Вирсавеја, која на Тамара гревот не подсеќа, односно гревот на Јуда со Тамара и гревот на исто така Давида со Вирсавеја. Поради што бил убиен во војската, во војната што била водена, поставувајќи го на челното место мажот на Вирсавеја, и токму тоа е и причината и доказот дека Христос не дошол само за еден народ, само за евреите, туку дошол за сите луѓе. И не дошол само за праведните, дошол и за грешните. Ама некој ќе рече како Христос има своја генеалогија во која има и грешни луѓе, па како што бил случајот и со внукот на Јоас, кој всушност е внук, а се прескокнуваат тука
две генерации царски, а царската, односно 3 генерации царски, тука е Јоахас, тука е Охозија, тука е Манасија. Всушност, на овој начин се укажува на тоа дека тие поради тоа што биле на некој начин поврзани со оној цар Ахав, кој бил идолопоклонник, затоа се изфрлени од генеалогијата. Но од друга страна пак се укажува токму на тоа дека и преку овие грешни луѓе, кои потоа станале и свети луѓе, како светиот цар Давид, дека не дошол Христос само за праведните, туку дошол и примил тело и за грешните, дури повеќе за грешните, толку за праведните. Зашто не дојде лекарот за здравите, туку дојде за болните. Затоа Христос не дојде за праведните, туку дојде за грешниците, да ги подигне и да ги врати во единство со Бога. Токму во таа смисла и мислам дека треба да се разберат овие нешта, дека Мајката Божја, Пресвета Богородица, секако го родила Христа, нашиот Спасител, и тој е свет, зашто се вели и од страна, се потврдува тоа, и од страна на самиот Архангел Гаврил, кој ја соопштува радосната вест на Пресвета Богородица, и ете, тоа што ќе се роди е свето, што значи Христос, кој се раѓа од Пресвета Богородица, е свет, свет човек, совршен човек, и секако дека до него не се допрела никаква измама и никаква лага. И токму заради тоа што тој е роден од Пресвета Богородица, која била чиста и пречиста, света и пресвета, и тоа роден од мајка без маж, а од Отецот превечно се раѓа без мајка. Што значи, овдека имаме таква можност да кажеме дека раѓањето на Господа Исуса Христа е многу значајно за нас, бидејќи тој е истовремено и Бог и човек. Што значи, нас не спасува само Бог, ниту не спасува само човек, туку не спасува Богочовекот Христос, бидејќи во него се две природи, како што кажав, се тие две природи неслиени и исто така се не разлучни. Во таа смисла сакам да укажам и на тоа дека создавањето на човекот преку Христа нашиот Спасител, односно неговото воплотување, всушност дадена е можноста ние да можеме да учествуваме во Божјата природа, преку благодата Божја, што ни ја дава Христос со воплотувањето, а исто така и Бог учествува во човечката природа, примајќи ја човечката природа и во се изедночувајќи се со нас луѓето, освен во гревот. Значи, дозволите тука уште еднашка да предложам уште една номера на црковниот хор на Црквата Пресвета Богородица и се враќаме повторно студиото. Господи, царов на силе.
Da go vidiš, Gospod Hristos naš, vo pešterata rodeni on. Terirem, terirem, raduj se, prečista vladiči se. Devo majko vladičice, spasi gi onije što kon tebe pribegnuva. Sve, sveci, milosti Gospodi, sveci, milosti Gospodi. Почитувани, како што самите знаете и најавено дека во вечерашната емисија Гласот на народот, која реализираме во чест на големиот христијански празник Бадник и Христовото рождество Божик, се обидуваме да направиме нешто што навистина досега во Република Македонија во ова незина независност, да речеме од 23 години, немавме досега таа можност да реализираме на ваква емисија која го има ваквиот карактер и со една заедничка цел како да се обедини и интегрира македонскиот народ не само во матицата, туку широм светот или во диаспората. Мои соговорници преку Skype, директно во живо од Австралија, ќе бидат неколку наши македонци, а прв мој и ваш соговорник е Александар Джеповски, долгогодишен бизнисмен во Австралија, во Сиднеј поточно, и еден од доста најбараните, да речеме, музичари во Австралија, кој, да бидам искрен, представува една голема матица за сите македонци низ цела Австралија, бидејќи тој со неговата прекрасна аура и, да речеме, со својата харизма, успева да го интегрира македонецот од каде и да е во земјата, во матицата, во Македонија, но во далечната Австралија сите го бараат и за совет, и за она што значи да се потсетат на македонските корења и македонските вредности. Наистина голема разлика на температурните разлики, но нема никаква разлика во тоа што Александар Джеповски во континуитетот го прави, бидејќи без никакво оптоварување, за бидам искрен, за жал, дај Боже, некои тука во државата, особено и во Македонската православна црква, секоја чест на исклучоци, но има и такви што наистина и по она што треба, по Божјето Слово, забораваат на хуманоста, забораваат на алтруизмот, забораваат на она што е светото, нешто во православието, да го сторат да тоа е да му помогнат на верникот, на тој што бара поддршка и помош. Александар вечерва го имаме во живо, во Skype, во Гласот на народот, и ќе му посакам добро утро, односно добро утро, да речам, во Австралија, со оглед дека тие во текот на денот беа во храмовите, во чест на Бадник, и да го поздравам. Добро утро, Александар. Добро утро во Австралија и добро вечер во Македонија, и би сакал да ги поздравам сите слушатели и сите наши македонци, се разбира и сите во Македонија таму и вас во студиото. Заедно сум со владиката Преспанско-Пелагониски, администратор австралиско-новозеландски Петар, кој заедно со неговото братство и црковните хорови на црквата Пресвета Богородица од Битола, и реализираме оваа ексклузивна емисија, да бидам искрено, ќе повторам, со моето големо задоволство, до сега единствена во Република Македонија, а во чест на големиот христијански празник Бадник, односно Божик. Како вие го одбележувате, господин Джеповски, како денеска македонските верници се организираат токму за и околу, ево, да речам, почеток на големиот празник Божик? Одма би сакал да кажам дека овој наш голем празник, значи Божик и разбира заедно со Великден се двата најголеми празници каде што македонците во Австралија се разбира ни целиот свет се најмасовно ги посетуваат црковните храмови, и е доказ за она дека ние постоиме и ние сме благодарни на Христа и на нашиот Господ Спасител, дека
тогаш сме сите склопени и сите ја укажуваме често што не е возможно, што до денес како македонци обстојуваме и сите може да го видат, дури и сите наши пријатели, дури и како да кажам, и сите од цел свет, сите може да видат масовно бројката и навистина тој позатно голема и реален оцик на нас македонците, и кон празникот и кон и за нас македонците воопшто. Спомнавте дека двата најголеми христијански празници, Божики и Великден, се празници кои го обединуваат македонскиот корпус, особено во диаспората. Еве, во контекст на сето тоа, што правиме со тие кои се одметнуваат и му вртат грб преди се и на Бога, а и да видам искрено и на Светата православна македонска црква. Видете, во овие вака часови, во овие денови, ние се разбира дека ние мора да гледаме позитивно и само мора да гледаме позитивно работите, а за ќе поминат празниците, мислам се до тоа можеме да дискутираме, но светни сме дека многу е мал бројот на таквите и кои што го вртат грбот и нивниот број од ден на ден толку станува помал и се затвора, а секогаш бил голем кругот и благодарение на дедо Петар и на Господ, масовноста и љубовта кон Христа се повеќе и повеќе присутни и се надеваме дека нема да остане ни тој еден и дека овие луѓе кои што например нема нешто позитивно, меѓутоа ние се боревме за цел живот и уште еднаш ќе повторам голема благодарност кон Бога и кон дедо Петар што све добро се завршува и добро и македонскиот народ покажува волјата кон Бога и кон својата родна земја. Еве, за крајно прашање за и околу организацијата и колку младите се вклучени во црковниот, односно духовниот живот, токму во делот каде што Македонија е малку оддалечена од своите македонци, да речем матицата оддалечена, речиси тоа се илјадници километри, но колку се блиски, да речем, со своите браќа, сестри од Христа, во Христа, да речем, таа генерацијска поставеност на младите визави младите во Македонија. Прашањето е директно колку вие, како возрастни, како родители, ги воведувате вашите деца и младината во црковниот, односно духовниот живот? Видите, ние настојуваме, колку што можеме, меѓутоа многу сме изненадени што младите македонци като јако многу очекуваат дека ќе се асимилираат, сепак покажа дека се цврсто, сакат да знаат кои се, што се, каде се и дека вечно и дека нема што да се плашиме, дека имаме иднина и дека се лажат оние кои што мислат дека ќе исчезнат или на некој начин дека македонците исчезнуваат. Напротив, со верба кон Бога и со верба како македонец, младите денеска се на едно големо ниво, како да кажам, на свој начин, не е можеби како во Македонија, меѓутоа на свој оригинален начин може да се увиди, а сето тоа благодарност на нашата црква, значи благодарение на Христ, на нашиот Спасител, кој што наоѓа начини, сили на младите да останат на своите прадедовци и на нашиот Македон. Еве за крај, ја ќе замолам за една порака до македонските верници, до вашите пријатели, до вашите браќа и сестри тука во Македонија. Бидете пред сите заедно, верувајте во она што сите македонци претходно, сите овие векови, сите овие илјадници години и понатаму, да веруваме во Бога, треба да обстанеме во најтешки мигови и треба да се почитуваме еден со друг и да се сакаме, да ги забораваме сите лоши работи и време е да кренеме кон нови патишта и нови се разбира се тоа заедно со самиот Господ Исус Христос и со нашиот владика Петар, кој што навистина многу издржа и многу настојува и ни го посочи патот
љубов кон верата. Благодарам, тоа беше господинот Александар Джеповски. Благодарам за неговата порака, благодарам за неговата организација, поставеност и организираност во делот на задржувањето, запазувањето и чествувањето на се она што значи македонски христијански празници и се она што значи Македонија да биде во целина. Тоа беше Александар Джеповски во живо од Сиднеј во Австралија за Гласот на народот. Почитувани гледачи, како што веќе го слушнавме господинот Александар Джеповски, кој исто така даде оценка за и околу денешното празнување на Бадник и утрешниот голем христијански празник Христовото рождество Божи. Кеве го имаме Диме Мераковски исто така од Мелбурн, кој вечерва е заедно со нас. Господин Мераковски, добро вечер и благодариме што сте во Гласот на народот токму во ова празнично издание во кое го реализираме заедно со владиката Петар, митрополит Преспанско-Пелагонински и администратор австралиско-новозеландски. Најнапред поздрав до вас и до вашето семејство. Предпоставам дека бевте на литургија, го чествувате празникот Бадник и секако утрешниот празник Христовото рождество. Кои се вашите импресии, вашите печатоци и како го одбележувате овој голем христијански празник? Ве молам. Ние во Мелбурн, прво да ви речам добро попладне таму кај вас, добро утро тука кај нас е. Ние веќе сега започнуваме со тие, се разбира, празници, рождество Христово. Почнуваме од неделата на вечерта со литургија во црквата за Бадник, каде се направи литургијата, а после тоа се збира таму кај надвор од црквата и се прекажува од млади деца, девојчиња и машки, се прекажува историјата на Христовото раѓање, па после тоа се поделува подароци на дечињата и дури во црквата Света Петка се носат и разни животни тамо за малите да се разнодува. И покрај малите се разбира и големите луѓе, се пали оган, се минува една многу прекрасна вечер со службата, па после тоа во понеделникот ние Христовото раѓање и тука се разбира, се збираме тамо кај сите заедно, отпразнуваме тој голем христијански празник. Колку јас што познавам Македонската црква во Австралија, а јас сум многу години, тука сум од 55-та година, како млад човек на 17 години дојдов тука и животот на македонците во Австралија се разбира почнува со вака религиозно, црковно од многу поголеми подоги години, но вистината е да се каже треба дека нашиот живот во нашите македонски цркви започнува сериозно, се разбира црковен поредок како што треба најпоќе во последните 15 години. А тоа го кажувам затоа што порано кои биле одговорни на епархијата не му давале такво внимание како што треба, како што заслужува нашата црква. И може се каже дека црквите, повеќето цркви сега, кои се во склоп на нашата епархија, благодарение на дедото Петар, по неговото доаѓање во Австралија, црквите зедува еден вистински христијански пат, којто е за гордост на нашиот народ. За жалост имаме други цркви кои се под компанско регистрирани, кои претендираат се цркви во кои служат распопи. За тие да не зборуваме веќе, не треба се зборува дека тие апсолутно тие изгубиле патот, но ние ќе се концентрираме на нашите важности, на нашата црква, на епархијата и ќе се тераме по тоа и народот си го бериме тука, се разбира, по наш македонски пат, по христијански пат и така да се учи народот да се почитува еден со други, да почитува црквата,
да почитува Господ и така на така, значи се надеваме да се изгради една подобра иднина и во оваа далечна Австралија. Колку успевате, се извинам, колку успеавте или успевате младите да ги воведете во црковниот, односно духовниот живот? Па, слушай, тука се прават, значи, обиди од најште свештеници да се направи тоа нешто и се зборува, се прикажува и односот на свештениците се и повеќе привлекува млади луѓе, али, да што кажав дека тоа во миналите години не се практикувало како што треба. Тоа може да чуете ви од нашите вијашце архипастири, којто порано не се интересирале толку, самите празници не ги празнувале на денот кога е празникот, не го чекале во неделата или пак многу од тие ја одбегнувале, затоа што мислам дека одговорните не се интересирале така како што треба црквата да представат пред народот како вистинска црква. Од почетокот црквата наша за жал не се поставила да правите основи религиозни, него повеќе почнале така да ја злоупотребува црквата, да го злоупотребува името црковно за бизниси. И тоа, наверно, донесе доста пречки народот да не ја почитува црквата, да не одат црква, нормално да се зборува против црквата, али, што кажав дека во последните години, 15 години, црквата зе други лик, зе друго уважение, друго почитување. И тоа ме радува мене, оти го избра правилниот пат да работи како црква, а не да работи како бизнис. И тоа се надеваме, макар на големи тешкоти имаме, тешкотите кои ќе речат дека живееме во една земја, демократска, австралиска земја тука, каде имаш против религијата, имаш разни влијанија од телевизија, од радија, од народ, онака вамо. Нормално црквата и подучува младите да одат по црковниот пат, по христијански македонски пат, али тешкотите доаѓа кога ќе излезат по нормално во школи, во игранки, на улици, со компјуторите сега, со овие новите мобилни телефони што има. И тука тие се пречки, тешкоти се да го задржиме младиот човек нормално по правилниот пат. Но сепак, таа е улогата на нашата црква, на нашите свештеници, колку што можат да работа во таа посока, да го држиме народот наш, да не се загуби, да не се замеша толку со неверниците, со другите нации, онаквамо со другите вери, и да се запази колку што може повеќе. Али тоа се разбира, зависи до нашите архипастири многу и благодарение на дедото Владика, дедо Петар, којто воспостави правилна линија, правилни прописи во црквата да работи како црква, како што треба. Али, кажу реков ти, сепак, значи, ќе се прави тоа што може да се прави, опозиција, којто има од луѓе кои вие слушате тамо во Македонија, доаѓа прават пропаганди, значи, ја нагрубува црквата, ја награбува свештениците, се представуваат тие како да се некои црковни луѓе, црквата не е. Ке се тешкотите што имаме, но сепак се надевам и може да рече отворено, слободно, Господ да му дај сила на дедото Владика Петар да го издржи на сите ги искушенија што минува. Ако не беше тој црквата денес македонската во Австралија, може да ти кажа слободно, без значи нито да се срамам, нито тоа, нашата црква како епархија, како црква, со црковен поредок, немаше да постои како што постои денес. И тука се тие работите, мислам, оти нашиот народ, и за Божик, и за Великден, и за значи, другите големи наши христијански празници, се прави се што може повеќе да се зачуваме, да задржиме црквата, да задржиме верата, ама сама со правилни работи, правилни прописи црковни да бидат, и тоа е нешто до което во Македонија треба да му дадат повеќе внимание на оваа епархија
како работи, како води да пази, да го држи името високо, црковно, христијанско. Јас би сакал, може да кажам отворено, да од Македонија да се заинтересира повеќе црковните архипастири, водачи, да дадат внимание повеќе, да се каже вистината. Вистината којато денес во Австралија постои, а не да се молчи и да се остава тежината, целата работа да се брани црквата од епархијата тука. Те се работите којто, мислам, е за нешто којто заслужил Дедо Петар, заслужили свештениците денес, а не се оние свештеници што биле некогаш, али ги имаме веќе, да не зборувам пак ето, имаме туа расчинети свештеници, и се остале фамилиите, се остале децата, се остале тоа, и оде ни проповедува, значи, Божиото Слово, човек којто се осташ во фамилијата негова и ни кажува какви христијани да бидиме, какви сопрузи да бидиме, какви татковци да бидиме, а тие си остале нините деца по улиците. И тоа е тешкотијата на црквата во Австралија, којто во Македонија, мислам, ќе треба вие, како медиуми, да кажувате повеќе, да кажувате вистината, а нашиот народ во Македонија разбера дека која е вистинската црква и кој треба и како треба да се брани. Која е вашата порака? Еве за крај вашата порака, во молам во чест на Христовото раѓање или Божик. Која е вашата порака? Мојата порака е што повеќе нашиот народ да се почитува како народ, како македонци, да се почитува црквата. Црквата никош не учела лоши работи. Црквата секош му давала на народот надеж, му давала упатство, да оди по правиот пат. Значи, црквата треба да се почитува како што е и без црква, мислам, народот ќе биде многу посиромашен ако црквата не постои меѓу нас. Ево те историјата наша ни покажува дека само преку црквата нашиот народ останал жив и здрав, останал, се запазил јазикот, се запазил културата и сега што имаме најголемото богатство во Македонија, нам ни се црквите, манастирите. И тука треба нашиот секој македонец кој се сака Македонија, се сака црквата, треба да почитува, да оди во црква, да едно со друго се милуваме и оттам онака, значи, тие работи се разбира, по тој начин само да се обогатува, да се ојакнува црквата и ние да се милуваме и преку црквата како христијани, а и преку црквата и како македонци. Благодарам многу. Ви благодарам многу. Извинете. Ви благодарам многу. Да, тие се мојата порака. Да му честитам на нашиот народ и во Македонија и ту во Австралија, да има среќен Божи и идната година по нашиот календар се разбира, со добро да се ја пречека, да има милост, здравје и значи во фамилиите да има единство и тоа е значи што човек може да посака. Најголемото богатство е здравјето и милоста. Благодарам многу. Поздрав до сите. Поздрав до вас и до слушање, све најубаво. Благодарам уште еднашка Диме Раковски од Мелбурн, ексклузивно за Гласот на народ. Деве слушнаве почитувани пораката на еден наш македонец кој речиси 50 години е во Австралија. Пријатно уште еднашка. Почитувани, значи, од овој колаж, да речам, на јавување преку Skype и прочем Гласот на народот во диаспора ТВ, добивме на вистинска реална слика што е тоа Бадник и како се дочекува Христовото раѓање, Божик. Токму и тоа моје прашање второ до владиката Петар. Како го оценувате денешното празнување на Бадник и Божик? Дали тоа содействува со православната теологија и традиција, ве молам? Како што веќе и во најавата кажавме, дека луѓето православните христијани не обрнуваат доволно внимание, за тоа можеби не е само нивна, туку и наша вината, на свештенослужителите, на нас архиереите, а и на свештениците, поради тоа што обрнуваме повеќе внимание на формата отколку на содржината. Така. Помалку обрнуваме внимание на она видливото, го запоставуваме невидливото и битното. Како она народната што се вели,
ги гледаме повеќе лисјата отколку шумата, односно дрвјата. Да. И дозволуваме за сметка на тоа повеќе да се прославува бадник кој е всушност најавата на Христовото раѓање, а не да го прославиме самиот празник Божик, кој, како што кажавме, дека тајната на овој празник е и суштината, целта на тој празник е на Христа, нашиот Спасител, раѓањето во тело. Би сакал исто така да укажам на тоа дека Христос, нашиот Спасител, не е роден од Пресвета Богородица без нејзина волја. Што значи, во оној момент, кога Пресвета Богородица, која живеела свет, ангелски живот, која престојувала во најсветиот дел од храмот, од скинијата, во светињата на светите, која се хранела со небесна храна, токму Пресвета Богородица, која била толку смирена, што на веста на ангелот, односно архангелот Гаврил, рекла дека еве ја слугинката Божја, нека ми биде по волјата негова. Така. Што значи, раѓањето на Господа Исуса Христа е токму во моментот кога Пресвета Богородица се согласила да го прими во својата утроба второто лице на Светата Троица, Синот Божи. И исто така да посочиме и меѓу другото дека она што станува честопати и како сомнеш кај луѓето, а ете во тоа време се јавил сомнешот и кај самиот Јосиф, нејзиниот вереник, дека таја како да била, како да бил изневерен таа врска измеѓу вереникот Јосиф или обручникот Јосиф и Пресвета Богородица, со тоа што тој забележал дека е таа бремена, но таја била верена за Јосифа не заради да воспостави брачна врска, туку напротив, да ја одбегне брачната врска. Значи, не заради брачна врска, туку против брачната врска, ама од друга страна, кај евреите се знаело дека ако некоја девојка е верена за некого, тогаш веќе таа се смета како да е во брачна заедница со тој човек и повеќе сомнеш кај тамошниот народ нема дека таа е она што ќе се роди од неа и така натаму, дека тоа е последица на некакво неверство, зашто неверството пак кај евреите се казнувало со смрт. Така што во конкретниот случај, практично, Пресвета Богородица се молела и таа не му кажала на Јосиф, вереникот нејзин, дека е бремена од Светиот Дух, но се молела на Бога таа тајна да остане не објавена, но затоа измолила од Бога ангелот да му соопшти на праведниот Јосиф и да му речи: не бој се, Јосиф, да ја примиш својата жена Марија, зашто она што ќе се роди од неа е свето. Што значи Христос е светиот човек што ќе се роди од неа, бидејќи таа зачнала од Светиот Дух. И понатаму, Јосиф, кога тоа веќе го слушнал, и кога веќе ние исто читаме во Светото Писмо, дека таа го роди единородниот, и вели Јосиф не се доближи до неа се додека не го роди единородниот. А единородниот е Христос, нашиот Спасител. Ама во Светото Писмо употребите на додека значи никогаш. Како што Ное, кога го пуштил гулабот, откако престанал потопот, на бродот во кој бил тој со семејството и со сите животни и така натаму, повеќе не се вратил назад гулабот, значи никогаш не се вратил. Така и во овој случај, во други случаеви, зборот додека значи никогаш.
што значи единородниот син, Господ Исус Христос, е и единиот син. Значи, после него нема никакви деца, ниту пред него има некакви деца. Што значи, Христос, нашиот Спасител, е свет човек и совршен човек, и токму ние преку Христа, нашиот Спасител, со благодата Божја се спасуваме. Претпоставам дека тоа е во контекст на прашањето што реков, оценувањето на денешното празнување на Бадник и на Божик. Па, денешното празнување на Божик, рековме, Бадник е најавата, Бадник е бдењето, Бадник е стоењето на штрек, дека ќе се случи голем настан, дека ќе се роди. Најавата, дека ќе се роди Спасителот. И не треба акцентот да биде на Бадник, туку акцентот треба да биде на Божик. А Бадникот само треба да не упатува на она за кое ние и се подготвуваме, а тоа е големиот спасоносен празник, раѓањето на Христа, нашиот Спасител во тело, бидејќи преку тој празник, преку воплотувањето на Христа, ние се избавивме од гревот и смртта и се вративме во заедница со Бог. Raduj se,
nebesna, raduj se odo serafimska i radosna arhangelite. Raduj se nebestone nebesna, raduj se miru veselije i pristana spasenije. Raduj se nebestone nebesna, svećenog unaslavota, suduna netlenijeta. Raduj se nebestone nebesna, raduj se rajuna izobilije, na večnost stavi života. Raduj se nebestone nebesna, raduj se drvona života, na besmrtnost istočniku. Raduj se nebestone nebesna, tebe te molam vladičice, tebe sega te povikuvam. Raduj se nebestone nebesna, tebe te s milosti ljubav i radost baram se carice. Raduj se nebestone nebesna, belo čista neskverna, sen svetoja vladičice. Raduj se nebestone nebesna, tebe hramu osvete, gore što te povikuvam. Raduj se nebestone nebesna, prihvati me, od dušmanov izbavi me. Raduj se nebestone nebesna, pokaži me, na život večer naslednik. Raduj se nebestone nebesna. Вечерва го послуваме Бадник, утрен е најрадосниот ден, тоа е Рождество Христово. Која е вашата порака, Владико? Пораката до сите наши верници е во пресретот на овој голем и спасоносен празник, ние да го дочекаме со голема радост тој празник. Да не заборавиме дека Христос дошол за сите, и за здравите, и за болните, и за старите, и за младите, и за децата. Христос станал човек, се понижил до смртна до смрт, односно до смрт на крст, и токму заради нас и заради нашето спасение. Па така, должноста наша е на овој голем и спасоносен празник да се радуваме сите. И оние кои се сиромашни, и оние кои се богати, и оние кои се здрави, и оние кои се болни, и оние кои се на работа, и оние кои што не се на должност. Сите ние треба да се радуваме и сите ние треба да покажеме и докажеме дека сме едно големо семејство, а тоа големо семејство значи сите сме деца Божи, бидејќи Христос нас не направи деца негови, деца стануваме со благодата Божја и стануваме посиновени, бидејќи Бог практично стана човек. Токму во тоа е и големината на овој празник, да се учествува од наша страна во Божјата
природа, преку благодата, што ја примаме од Бога, зашто Господ пак исто така учествува во нашата човечка природа со неговото воплотување, односно примањето во тело човечко, односно примањето на тело човечко на самиот Син Божи. Со поздравот? Да ги поздравиме сите наши браќа и сестри со радосниот Божикен поздрав. Христос се роди, навистина се роди, мир Божи, Христос се роди. Благодарам уште еднашка, Владико, за присуството и учеството во ова празнично издание на Гласот на народот, посветен за и околу Христовото рождество Божике. Благодариме и вам што ме поканивте да бидеме гости на оваа емисија. Благодарам уште еднашка. Вам, почитувани, и благодарам многу што бевте со нас во ова празнично издание. Да бидам искрен, со голема љубов го кажувам, едно прво вакво издание во ова наша независна Македонија. Дај Боже што повеќе вакви емисии да имаме. Благодарение еве сепак на владиката Петар Преспаско-Пелагоницки и администратор австралиско-новозеландски, кој несебично даде максимална поддршка оваа емисија да биде толку ексклузивна. Благодарам и на црковниот хор на Пресвета Богородица, тоа е машкиот, женскиот и детскиот хор, кој во со своите прекрасни творби ги исполнија во целост ова прекрасна емисија вечерва. Им благодарам на сите мои и ваши гледачи кои преку Skype во живо се оваа од далечна Австралија, од Европа, и се надам дека тоа ќе го сториме и во иднина. Христос се роди. Вечниот Бог слезе и во дева се всели. Свет, свет, свет си пресвет Господи. Царот на сите и Господ, дојде Адам да го преобрази. Свет, свет, свет си пресвет Господи. Луѓе, радувајте се, играјте, ангели веселете се. Свет, свет, свет си пресвет Господи. Прими го викнеме Господ твој, царот на сите и владика. Свет, свет, свет си пресвет Господи. Мудреци од исток доаѓаат, народи да принесат достојни. Свет, свет, свет си пресвет Господи. Да се поклонат на Господа во пештера родениот. Свет, свет, свет си пресвет Господи. Кога слушна Ирод за настана, целиот се потресе злобниот. Свет, свет, свет си пресвет Господи. Вака вели на свештениците, кои му служат на Господа. Свет, свет, свет си пресвет Господи. Кажете ми, мудри
Amen.